Се намалува тутунопроизводството. Од здруженијата велат дека годинава родот ке е полесен за 3 до 4.000 тони. Причините според тутунарите се различни. Сепак, велат, квалитетот е на високо ниво. Во почетокот имаше доста врнежи кои што придонесува првите берби малку да бидат покрупни, а тие се малку покрупни, но со добар квалитет. Тука е што крупноста малку е поголема, а додека потоа трета, четврта берба почнува нормално си, квалитетот е исти како ланскиот, значи имаме квалитетен тутун, само како што реков, првите берби тие беа малку покрупни, но со добар квалитет. Може би ние се надеваме како производители и очекуваме дека ќе се постигне близу до ланската, па и може и ланската просечна цена да ја добиеме и ова година. Лани беше 217 денари, ова година да биде 210 денари, имаме квалитет и очекуваме да биде исто убава година и ова година, како ланската. Значи, тие ќе имат, ова година ќе имаме плюс еден, Мисиријан, кој што е исто така од Грција. Тоа е добро, конкуренција ќе имаме поголема. Со самата конкуренција се надеваме дека ќе биде откупен сек до килограм, а тоа можам да кажам дека ова година имаме помалку тутун, околу 20 до 21 милион килограми тутун. Значи, едно 2-3 милиона имаме потворено од самото невреме, па и почна да се намалува самото производство. Од климатските услови тоа го направи и малку по мала количина ќе имаме ова година. Така. Од здруженијата советуваат тутунарите полека да го подготвуваат тутунот пред почетокот на откупната сезона. Вратите на откупувачите треба да бидат отворени кон средината на ноември. Неофицијално се почнува во декември, но секоја година почнуваме од 15-17 ноември. Значи, сакам овде да напоменам на самите производители дека при самото манипулирање на тутунот, тие да обрнат внимание да со малата влажност сега што ја добиват, да почнат прво со своите повисоки берби што ги имат, тие се поквалитетни и поможат да абсорбират влага, за да не си го уништуваат тутунот, да почнат со тие берби да го манипулират и да го продават, а додека кога ќе почнат после јануари да го продават оној од долните берби, тутун што е, бидејќи тоа е нема содржајност и не може да абсорбира влага и затоа нека го остават за покасно да го манипулират и да го продадат на фирмите. Последната реколта беше историски највисока со постигната цена од 217 денари за килограм откупен тутун, а земјоделците навреме ги добија и парите од предадениот откуп од ланската реколта. Минатата година, од регистрираните 9 откупни компании, откуп вршеа 8 и беа откупени близу 24.000 тони тутун. Заради квалитетот на македонскиот тутун и понатаму е актуелен и баран во соседните земји. Покрај веќе присутните 8 компании кои вршат откуп, годинава се вклучи уште една грчка компанија. Економското и социјалното значење на производството на тутун е поддржано со бројката од 40.000 семејства за кои е главен извор на екзистенција. Република Македонија се наоѓа на 30-тото место по количеството произведен тутун во светот, како и на 15-тото место по вредноста на остварениот извоз на тутун во светски рамки. Најголеми увозници на тутун од Македонија се САД и Германија, односно тоа се мултинационални компании кои имаат фабрики во наведените земји, велат од Факултетот за земјоделски науки и храна.